Универзитетот Гоце Делчев втора година поред ја организира новогодишната акција Мала радост, во која што годинава се собираа средства за лична хигиена, наменети за специјалното училиште Искра во Штип. Собиравме средства за лична хигиена, при што горди сме на тоа што дечињата во предновогодишниот период ќе бидат израдувани од УГД со донации кои што нема да застанат овде. И баш ни е драго што многу студенти, многу вработени се одзваа на акцијата и донираа средства за лична хигиена. На сите кампуси на универзитетот, исто така и во дисперзираните центри на УГД. Благодарност во име на учениците искажа директорот на училиштето. Ова донација многу ни значи и воедно упатувам апел и до другите институции, и државни и приватни, да го следат овој пример на УГД. Нашите ученици претежно потекнуваат од рурално и социјално загрозени семејства, така да секоја помош од било каква природа, а посебно од хигиенски средства, е добро дојдена. Во меѓувреме, невладините Цивитас и Порака иницираа друга донаторска акција, предводена од Сдруженијето на пензионери од Штип и Карбинци. За прв пат оваа година организираме едно вакво дружење на иницијатива на Сдруженијето Цивитас, нели? Пензионерите позитивно се одзваа на нашиот повик, донесоа Дедо Мраз и пакетчиња и други подароци за децата, така да децата се пресреќни. Не сме имале до сега вака организирано оваа година, малку ги збунивме и децата. И они самите, без разлика на попреченост што имат, осеќаат дека некој се грижи за нив и мисли на нив. До сега овие дечиња не беа посетувани и то ние се договоривме да од оваа година па натаму секоја нова година ги посетуваме и подаруваме еден добар, скромен подарок. Новогодишни пакетчиња од невладината САО Рома денеска добија околу 300 ромски деца. Како секогаш Сдруженијето САО Рома и Раман Демиров наоѓа начини и могуćности да за ромските деца доделува по едно новогодишно пакетче. Така да и оваа година успеавме да доделиме на ромските деца околу 280 пакетчиња кои стварно ќе се израдуваат многу затоа што и они ќе почувствуваат топлината и како да ви кажам веселбата на новата година. Заклучок до кој дојдоа речиси сите е дека хендикепираните деца треба да добијат еднаков третман со останатите деца во текот на целата година, а празничното внимание и подароците деновиве може да бидат еден одличен почеток на такво нешто.